Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. На Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова со вас на оваа фреквенција до 12 часот. Во денешното издание на Пулт, мој гостин е заменикот министер за труд и социјална политика Диме Спасов, со кого покрај за големите и крупни проекти кои беа реализирани во изминатиот период, како и за плановите во иднина, ќе разговараме и за една политичка димензија и за соработката со техничкиот министер за труд и социјала од СДСМ, кој веќе е во својот кабинет и ја извршува оваа функција. Ве поканувам да останете со Пулт на Радио Слободна Македонија. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мој денешен гостин, заменикот министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Спасов, добре дојдовте во Пулт. Добро ве Вчера бевте предмет на обвинувања од министерката за труд и социјала, техничката министерка Фросина Ременски. Таа вели дека по тог временски период имало заостанати предмети кои не биле решавани и како резултат на тоа на 6000 семејства останале без социјална помош. Има ли вистина во овие обвинувања од Ременски? Техничката министерка Ременски е веќе 1 месец на својата функција. За жал во овој период таа не можеше да ги утврди приоритетите и потребите на министерството, да се насочи кон решавање на реалните проблеми на граѓаните и се посвети едноставно на вршење на должност на неовластен ревизор. Јас би го искоментирал на кратко прашањето околу нерешените предмети. Јас сум немал таква информација дека има одредени предмети кои што не се решени. Да сум имал информација, тие ќе биле во секој случај решени. Се работи за предмети во секторот за социјална заштита. Министерот само е последниот потписник во одговор на секоја жалба. Секторот, односно одредено одделение со службеници, задолжено да ги спреми одговорите. Секој одговор што стигнал до мене на подпис бил експресно потпишан. Јас имав навика и пракса на дневна основа по 2 пати во денот да ја потпишувам поштата и дневно биле потпишувани по околу 3 метра пошта која што излегувала и влегувала во министерството. Министерката Ременски наместо да покрене постапки и да утврди каде е задоцнувањето, доколку имало информација дека има одредени предмети кои што не се решени, да постапи согласно закон, таа околу месец дена ги држеше предметите и правеше некоја си неовластена ревизија наместо да ги реши. Таа требаше да седне, ако имало информација дека има одредени предмети кои што не се решени околу 1000 како што вели, требаше да седне и во овој месец дена да ги реши предметите, меѓутоа за жал тоа до денес практично и не се направи. Имаше ли решавање на предмети воопшто во изминатите 30 дена? Јас колку што сум информиран многу малку и во некои незначителни бројки, можеби највеќе десетина предмети. Инаку има и голем број на заостанување на постапки и акциски планови кои што претходно беа направени за голем број на значајни проекти на владата на Република Македонија, доцнање исто така и во приоритетите околу прашањето со мигрантите. За жал до денес се уште нема затоплување во кампот во Гевгелија целосно, во сите објекти и исто така во Табановце. Може да ни објасните нешто повеќе околу ова? Јас утрово можев да прочитам информација дека и покрај тоа што има средства за оваа намена, тоа не е реализирано, што значи дека мигрантите буквално мрзнат во своите кампови. Може ли да ни кажете што точно таму се случува? Министерството за труд и социјална политика беше првата институција во државата која што обезбеди грант финансиски средства од меѓународна институција, односно од Европската банка за развој при Советот на Европа. На почетокот на ноември месец оваа година успеавме да обезбедиме грант од околу 2 милиони евра за намена за решавање на предизвиците и проблемите со кои што се соочуваме со мигрантите, меѓу кои едно од значајните ставки е да се обезбеди затоплување во камповите во Гевгелија и во Табановци. Предвидено беше со сите дозволи од банката постапките да се реализираат со скратени рокови и реално во период од 1 недела до 2 недели да се заврши се што е потребно за прво да се зголеми капацитетот во самите кампови, второ да се обезбедат сите услови за едноставно престој на тие мигранти со оглед на тоа што доаѓа зимски период, минусни температури. За жал тоа до денес не е направено.
обратно. Наместо техничката министерка Ременски да се посвети на решавање на проблемите, да ги финализира сите започнати постапки, да има затоплување. За жал денес луѓе таму не можат да се загреат во тие објекти и премрзнуваат, што е крупен предизвик на министерството и крупен проблем кој што се има предизвикано како резултат на едно неодговорно работење или посветување на други работи наместо на решавање на реалните проблеми и потреби кои што ги има во државата во овој момент. Мој впечаток во изминатите 30 дена колку што Ременски е во министерството е дека се посвети големо внимание на партиска агенда, особено што првиот чекор кој што беше направен со влегувањето во Министерството за труд и социјала беше назначувањето на лице од партијата како одговорно за контакт со граѓаните, на што имаше силни реакции од пензионери, од социјални случаи и така натаму, кои што досега имале доверба дека се работи за една професионална институција и дека нивните лични податоци сепак се во рацете на професионалци од државната администрација. Се решава ли овој проблем и имате ли механизми како да контролирате да не дојде до целосна партизација на државните институции кои треба да бидат професионални? Очигледна е насоката партиска која што имаат функционерите од СДСМ за да предизвикуваат проблеми, да отвараат прашања, да фрлаат сомнеш на позитивните проекти на владата преку најразлични активности. За жал, Мила Царовска беше уште од првиот ден ангажирана во министерството и постојано присутна. Таа инаку претседателка на Комисијата за труд и социјална политика на СДСМ и покрај тоа што не и беше регулиран работниот однос во период од месец дена. Секој во државата знае дека за да се ангажира определено лице, нормално е Ременски да има кабинет. Никој не го спори тоа, меѓутоа за некое лице да се ангажира, потребно е да помине низ процедури и постапка. Треба да направи систематизација, треба да обезбеди согласности, треба да обезбеди од Министерството за финансии согласности, да се ангажира тоа лице преку Агенција за привремени вработување или со јавен оглас, па дури потоа да има пристап до службени податоци. За жал, од првиот ден на претседателот на Комисијата за труд и социјална политика од страна на низиниот кабинет беше пратена насока до сите сектори за да ги одобрува сите одговори према граѓаните што се праќаат од службената мейл адреса на министерството, што е недопустливо и не смее да се случи. Треба министерството едноставно да представува професионална институција. Меѓутоа со притисоците кои што се случуваат од страна на низиниот кабинет, за кои што се повеќе и повеќе има представки и пријави, едноставно тие и присуствуваат заедно со инспекторите во вршење на инспекцијски надзор, што е недозволиво согласно закон. Инспекцијски надзор врши инспектор кој што е овластен да го прави тоа. Не може надворешно лице или пак лице кое што не е овластено, кое што не е инспектор да врши притисок. Тоа е вршење политички притисок едноставно врз службите и обид да се најде некаков недостаток во работењето, наместо да се посветат на решавање на ваквите покрупни проблеми како што е прашањето со мигрантите и со камповите, за кои што министерството има обврска да обезбеди услови за престој на мигрантите, кои што се уште за жал ги нема обезбедено. Имавте започнато голем број на проекти, најавено голем број на крупни проекти кои се однесуваат на социјално ранливите категории на граѓани. Очекувате ли тие да продолжат со реализација или се можни одредени обструкции? Крупните проекти на владата на Република Македонија, па и на Министерството за труд и социјална политика мора да продолжат. Тие се во интерес на граѓаните на Република Македонија, без исклучок на сите граѓани. Тие се со цел да го подобрат животот на секој граѓанин во нашата држава, да решат значајни прашања и проблеми кои што ги мачат граѓаните. Мерките за вработување мора да продолжат. Проектот Македонија вработува и понатаму продолжува без оглед на секоја ситуација која што е настаната во смисла на вршење на одредени функции од страна на опозицијски функционери. Проектот Македонија вработува досега отвори околу 10.100 работни места, кој што е огромна бројка на отворени работни места во само 7 месеци и 2 недели, 10 дена од прилика. Исто така проектите во делот на зголемување на паричните надоместоци за граѓаните во смисла на социјалната и
постојаната парична помош и наредната година ќе биде зголемена, законските измени се веќе направени, тоа системски ќе биде овозможено. Исто така покрај тоа што имаше зголемување на пензиите оваа година за 5%, веќе се направени законските измени и следната година септемвриската пензија во октомври ќе биде зголемена за 5%. Продолжуваме и со реализација на останатите мерки за вработување, мерката за вработување на млади до 29 години, која што исто така дава одлични резултати, над 10.000 млади луѓе вработени за една година и 8 месеци, колку што е во примена оваа мерка. Оперативниот план за активни мерки и политики за вработување за 2016 година ќе стартува. Од почетокот на 2016 година ние имаме обезбедено околу 11,5 милиони евра за реализација на повеќе од 27 конкретни мерки за поттикнување на вработувањето во нашата држава, за обуки за невработените лица, за грантови за самовработување, грантови за основање на приватни детски градинки, за даваат приватни резултат старски овие домови. мерки, бидејќи гледаме дека на историско најниско ниво се наоѓа невработеноста во моментов. Даваат во секој случај резултат. Ние на годишна основа инвестираме околу 10 милиони евра во активни мерки и политики за вработување. Најголем дел од тие средства одат во приватните компании, ги мотивираат и ги стимулираат да отворат нови работни места. Оваа година имавме и надградба на тие мерки преку проектот Македонија вработува, кој што е ослободување од плаќање на социјалните придонеси за компаниите и голема заштеда која што имаат помеѓу 1500 до 2000 евра годишно штеди една компанија за вработено лице преку овој проект и тие средства може да ги насочи за развој на сопствената работа и сопственото функционирање. Од друга страна и за следната година веќе ги планираме овие средства само преку оперативниот план за активни мерки и политики за вработување. Имаме досега оваа година 2015 околу 5000 нови работни места преку обуките, преку самовработувањето, преку услугите на агенцијата за вработување, дополнителни околу 10.100 вработувања преку проектот Македонија вработува и тие во секој случај понатаму ќе влијаат на намалување на процентот на невработеност во нашата држава и создавањето на нови работни места за оние граѓани кои што активно бараат работа. Дел сте од карванот на ВМРО ДПМН кој секојдневно обиколува Македонија како дел од кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Колку се граѓаните мотивирани и заинтересирани да придонесат во креирањето на програмата која што вие очекувате да биде победничка програма и да се реализира по изборите во 2016? Нашата партија ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски стана препознатлива партија помеѓу граѓаните за начинот на кој што функционира. Ние најпрво одиме од општина во општина, од населено место, од село, во секој град во нашата држава и години наназад ја бараме поддршката и идеите на граѓаните. Ги слушаме нивните проблеми, нивните предизвици, нивните потреби и нивните идеи. Врз основа на тоа ја креираме нашата програма која што е сериозна, одмерена, со конкретни чекори на реализација, со конкретни рокови, со конкретен буџет и план за реализација. Граѓаните многу добро знаат дека голем дел од проектите кои што се дел од нашата програма се токму нивни предлог и се насочени за решавање на нивните потреби, нивните проблеми. И сега голем одзив има од граѓаните во давање на нови идеи, на нови предлози за креирање на една навистина сериозна, позитивна програма која што ќе помогне пред се на Македонија и на народот кој што живее во нашата држава. И овие проекти се произлезени од народот и на долг рок ќе влијаат за подобрување на состојбата, меѓутоа и за едноставно голема победа на ВМРО ДПМН на наредните избори, бидејќи граѓаните многу добро знаат кој е тој што она што го ветува и го реализира, кој се грижи за нивните проблеми и потреби, за разлика од другата страна која што е насочена само кон црни сценарија и како да и се наштети на нашата држава, како да се создадат проблеми, како без избори да се дојде на некој начин на власт. Тоа граѓаните го знаат и повторно ќе го препознаат на изборите во април месец следната година. Диме Спасов, во пулт на Радио Слободна Македонија, ти благодарам што беше мој гостин и мој соговорник на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Почитувани слушатели, останете, пулт продолжува веднаш по паузата за реклами и музика.
Назад сме во пулт на Радио Слободна Македонија, информација која предмалку ја добив. Во најпознатиот и најчитан, највлијателен весник помеѓу политичкиот естаблишмент во Вашингтон DC, The Hill, излезе колумна со наслов "Нападот на слободните медиуми е напад врз сите нас", која што е дело на авторот Майкл Михан. Во неа стои следново: иако многумина може да очекуваат медиумски притисоци во земји каде владеат цврсти политички режими, неочекувано и вознемирувачки е вакви притисоци врз медиумите да се случуваат во прозападни нации како Македонија, на пример, која е поранешна социјалистичка држава предводена од прозападниот и про-НАТО ориентираниот Никола Груевски. Македонија е истовремено кандидат за членство во Европската унија. Сепак, домашната опозицијска партија СДСМ, која е предводена од Зоран Заев, наследник на поранешната владеачка комунистичка партија во време на студената војна, прави силни притисоци врз медиумите. Заев неодамна ги прогласи 4 најголеми и највлијателни ТВ станици и весници, инаку слободни медиуми кои не се во сопственост на СДСМ, за своји најголеми политички непријатели. Откако се соочи со силна критика, партијата на Заев дополнително ја влоши состојбата, испраќајќи соопштение во кое ги нарекува медиумите катастрофа. Откако коментарите на Заев ја враќаат Македонија во мрачното време од неодамнешната историја на земјата, пишува авторот. Летово новинарите на ТВ Сител и весникот Вечер беа вербално и физички нападнати од активисти на СДСМ додека покривале партиски протест, а целосно демолирани беа и просториите на Радио Слободна Македонија, стои во колумната на еминентниот автор. Инаку авторот повеќе од 30 години е комуникацијски гуру, именуван за член на бордот на гувернери на Американската агенција за медиуми во странство од председателот Буш, како и од председателот Обама. Секогаш бил партиски непристрасен, професионален, од 2010 до 2015 бил и председател на Комитетот за буџет и стратегија, како и за слободен интернет. Бил главен медиумски и стратегиски советник на секретарот Кери и многу други влијателни политичари во минатото, а тој бил и директор на Радио Слободна Европа, држал и многу други позиции значајни во новинарството и во медиумите. Тоа е значи констатација, тоа е една колумна која што може да се прочита во американскиот еминентен весник The Hill, достапна и во неговото веб издание за нашите читатели. Превод од целосната колумна ќе може да се прочита и на сајтот на Радио Слободна Македонија. Оваа колумна е уште една потврда за катастрофалниот однос кон медиумите кој во изминатиот период го имаше Социјалдемократскиот сојуз. Тој беше демонстриран и вчера, откако на порталот Прес 24 беше објавено интервју на премиерот Никола Груевски со важни, значајни политички пораки, особено пред престојните избори во април 2016 година. Наместо во својата реакција Социјалдемократскиот сојуз да се фокусира на она што се политички пораки на премиерот, кои што се однесуваат директно на изборното соочување кое што треба да се случи на 24 април, Социјалдемократскиот сојуз во својата реакција се осврна на медиумите, односно на медиумот кој што го објавил ова интервју, изразувајќи серија на клевети и на навреди кон порталот и кон авторите на ова интервју. Во реакцијата до Социјалдемократскиот сојуз, порталот на кој што беше објавено интервјуто на премиерот Никола Груевски вели: што се однесува до начинот на кој се изработуваат интервјуата, би сакале да ја потсетиме партијата СДСМ, повеќе детали да побара од нивните високи функционери Стево Пендаровски и Оливер Спасовски, кои своите ставови ги изразија токму на овие страници. Јавно ја прашуваме опозицијата дали една буква од одговорите во нивните интервјуа била променета и зошто не реагирале тогаш кога нивните интервјуа на ист начин беа испраќани шерувани до колегите новинари. Истовремено потсетуваме дека овие страници секогаш биле отворени за ставовите на функционерите на опозицијата, за што говорат интервјуата на председателот на ЛДП Горан Милевски, актуелниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Доколку интервјуата се пишува во партиски штабови, како што тврди СДСМ во своето соопштение, тогаш СДСМ треба да одговори во чии партиски штаб било напишано интервјуто на Никола Рилковски како председател на ДИК, Стојан Чангелов како лидер на опозицијската достоинство, Нано Ружин, Ѓорги Спасов, Иван Величковски
работи како председател на Либералната партија и уште повеќе од 150 други функционери, политичари, амбасадори, аналитичари, уметници, актери и свештеници. Истовремено би сакале да информираме дека председателот на СДСМ Зоран Заев имал најмалку 5 покани за интервју на овој портал, а во еден случај добивме и потврден одговор, пошто испративме прашања на кои никогаш не добивме одговор. Порталот во прилог објавува и принт скринови од конверзацијата со лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој најпрво прифатила, подоцна се извинува и одбива интервју за овој портал. Настрана од она што е однос на СДСМ кон медиумите, би сакала во ова издание на Пулт да емитуваме и дел од пораките кои ги упати премиерот Груевски во вчерашното интервју. Нокаутот за Заев доаѓа на 24 април. Премиерот Никола Груевски во интервју за порталот Прес 24 вели дека стратегијата на ВМРО ДПМН ќе донесе победа на изборите на 24 април. Се сеќавате на познатата Rumble in the Jungle, најпознатата битка на Касиус Клеј, односно Мохамед Али, откако го промени името во целата негова кариера. Беше многу одамна. Никој тогаш не очекуваше дека Али ќе победи со Џорџ Форман поради подготвеноста на противникот или во случајов противниците, би рекол, но сепак на крај тој победи. Тоа што Мохамед Али успеа е да го надмудри и психолошки да го победи својот противник. Противникот на Али Форман имаше направено тотално погрешна проценка за чекорите и начинот како Али ке се бори. Форман на почетокот удираше и удираше, а Али го допушташе тоа. Рунда по рунда Али пушташе Форман да удира. Роу па доуп ја нарекоа неговата стратегија. И се случи Форман во 8-та рунда да се умори, а Али тогаш почна и ми се чини дека заврши со нокаут. Форман беше декласиран. Сега сите се прашуваа во првите 8 рунди зошто Али така боксува. Мислеа дека е наместен мечот, мислеа дека Али е ослабен, но вистината беше дека Али имаше стратегија и се однесуваше различно од тоа што неговиот противник го профилирал за него. 8-та рунда за Заев допрва доаѓа, а финалниот удар ќе дојде на 24 април, вели Груевски за Прес 24. Премиерот додава дека СДСМ во преговорите оди со две цели, а тоа е или сите барања да им бидат прифатени, или ако нема договори, изборите да бидат одложени. За ДИК, на пример, нивниот напор е или од двата македонци експерти, двата да се скриени нивни членови или поддржувачи, или ако тоа не го прифатиме во еден момент да кажат дека заради одолговлекувањето мора да се пристапи кон одлагање на изборите, а ако не се одложат дека тие нема да учествуваат. Истото и за медиумите, или да се сменат законите онака како што сакаат и под превезот на неутрален да постават партиски човек на чело на агенцијата за медиуми и на ист начин мнозинство во Советот на МРТ, и потоа да почнат пресметка со сите медиуми кои знаат да кажат некоја критика за нив, или се закануваат дека нема да одат на избори, вели Груевски за Прес 24. За белгискиот посредник Ван Хауте, Груевски вели дека е најневажниот елемент во целиот мозаик, бидејќи е само извршител кој зема дебели дневници. Според него, неговата работа е да помогне во процесот и доколку впечатокот е дека одмага, неговиот ангажман нема никаква смисла. Груевски вели дека е подготвен да соработува со новите министри на СДСМ, се додека нивното делување не го спречува реализирањето на проектите кои им се ветени на граѓаните. Генерално оставаат впечаток на згрчени луѓе кои се под голем партиски притисок да прават работи кои се недостојни во најмала рака, со цел да им донесат некој партиски поен. И нормално е човек кога е под притисок и таков стрес каков што тие го рефлектираат, да прават и грешки, да пробуваат да делуваат неаргументирано, површно, онака без посебно размислување. Но тоа беше и очекувано. Ете, веќе има еден пример на еден од нивните кадри како влегол во канцеларија кај една личност од нашата партија и викал нешто дека се работи за него за живот или смрт, дека на крај ќе биде или таа или тој и слично. Ете, тоа е тоа. Под притисок и стрес се луѓето и приморани се да прават грешки и да се однесуваат чудно и понекогаш недолично. Вели Груевски и додава дека во периодот кој следи очекува ниски удари, манипулации и лаги, но според него јавноста е веќе навикната на тоа и очекува да запаѓаат од апсурд во апсурд.
во врска со обвинувањата на опозицијата дека владата гради ограда за да се заштити од народот. Премиерот вели дека ниту тврдина како Кале не може да ве заштити доколку граѓаните решат да ве срушат. Според него оградата е дел од проектот за реконструкција на 40 години старата зграда и за да обезбеди минимална безбедност по серијата безбедносни закани и фрлањето на неколку гранати врз објектот. Груевски додава дека опозицијата во обид да заработи некој политички поен, секоја градба во Скопје ја става во проектот Скопје 2014. Премиерот потенцира дека со изградбата на споменикот на мајка Тереза овој проект е завршен и повеќе нема да се градат споменици. За обвинувањата на опозицијата поврзани со Мерцедесот кој МВР го набави пред 3 години, Груевски вели дека се користи за превоз на високи странски гости и додава дека возилото не го прави човекот и политиката. Уште една вест која ги одбележа изминатите неколку дена и за која ќе одвоиме простор во Пулт на Радио Слободна Македонија е посетата на премиерот Никола Груевски на Израел и неговата средба со Бенјамин Нетањаху, израелскиот премиер. Вчера имав можност да разговарам со експерти, со познавачи на дипломатијата, на градењето на меѓудржавни односи, кои велат дека е особено значајна посетата на Груевски, подпишувањето на документот Декларација за стратешко пријателство, бидејќи со оваа посета и со оваа средба и изјавите кои беа особено срдечни помеѓу Нетањаху и Груевски всушност се става крај на обидите на Зоран Заев за дестабилизација, за разнебитување на добро изградените односи помеѓу двете држави. Овие обиди беа направени и со проектот Вистината за Македонија преку објавувањето на телефонски разговори кои можеа значително да ги нарушат односите помеѓу двете земји, а особено по посетата пред речиси 2 месеци која имаше Заев на Израел, а по која стигнуваа деманти дури и од официјалното Министерство за надворешни работи на Израел, бидејќи Заев даваше контроверзни изјави во врска со неговите разговори во Ерусалим. Предлагам да видиме еден кус преглед и разговор со аналитичар кој ќе го објасни значењето на овој настан. Пријателскиот и срдачен пречек за Груевски во Израел ги потврди цврстите односи меѓу двете земји. По само 2 месеци од посетата на Заев, која ја одбележа низа скандали, Груевски и Нетањаху заеднички констатираа дека Македонија и Израел се две пријателски земји кои имаат исклучително цврста соработка. И покрај обидите на Заев, помогнато од одредени структури со инсценирани случаи да ги наруши односите, двете земји покажаа дека се пријателски настроени една кон друга и продолжуваат со цврста соработка на сите полиња, велат експертите. Мислам дека ова доказ дека таа претходна посета не нанесе никаква штета. Ова е велам еден силен стимул, еден договор, една, да речеме, заедничка платформа која е направена при разговорите, која ќе биде корисна, исклучително корисна за Македонија. Дека двајцата премиери имаат исклучително пријателски односи, покажа и неколку детали од самата средба. Познавачите коментираат дека посебен знак на пријателство било обраќањето во прво лице од Нетањаху кон Груевски, што е израз на блискост и доверба во меѓународните односи. Таквиот однос се рефлектира и на добро пријателство меѓу земјите. Нетањаху на средбата искажал благодарност за активностите на Груевски за еврејската држава. Споменикот на Холокаустот во Скопје, кој е еден од 4 во светот, и реституцијата на имотите на евреите кои немаат правни наследници, се проекти кои беа реализирани под координација на македонскиот премиер. Израелскиот премиер ја нагласи и добрата соработка на полето на одбраната и безбедноста, сектори во кои се направи обид за разнишување на односите преку делувањето на Зоран Заев. Оваа порака на Нетањаху, според експертите, е упатена до овие структури. Мислам дека до денеска остана неоткриено што беше, каква беше, која беше целта на таа посета на лидерот на опозицијата на Израел, која беше контраверзна со изјави недолични. И мислам, клучно е во сето тоа дека сите наши политичари, кога се во земјата, може да се десуват и малце покомотно, може да бидат и да водате малци непринципиелна борба за власт. Меѓутоа, правило е и стандард во светот, кога одите во странство, вие застапувате државата и не можете да бидете нејзин кодош, не можете да бидете нејзин непријател. Нетањаху на својот официјален профил го објави видеото од средбата и заедничката пресконференција со македонскиот премиер.
Во октомври, кога оваа земја ја посети лидерот на СДСМ, тој изјава даваше пред зградата на некоја од државните институции, додека во позадина се забележуваа бројни туристи. Тоа според познавачите говори за односот на Израел кон него. Заев за своите изјави доби директен демант од израелското МНР, скандал кој се најде на ударните страници на европските и бриселските весници. Груевски за време на посетата ја потпиша декларацијата за пријателство од стратешко значење, што е уште еден чекор во насока на унапредување на односите и порака од Израел за значењето на Република Македонија. Со оваа анализа ќе го завршам ово неделното издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Чест ми е што токму денеска имав можност да ја водам оваа емисија на брановете на Радио Слободна Македонија, кога радиото го слави својот втор роден ден. Во изминатиот период Радио Слободна Македонија успеа да освои една висока позиција во медиумскиот простор, да наметне една уникатна, квалитетна програма која со години недостасуваше, особено во радио просторот. Јас како автор на политичката емисија Пулт само се надевам дека уште многу успешни години му предстојат на овој проект, кој покажа како едно радио треба да функционира и каква професионална екипа е потребна за да навистина се создаде квалитет во медиумскиот етер. Ви благодарам што бевте со Пулт на Радио Слободна Македонија и овој петок. Ве поканувам да останете со програмата на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на емисијата. Датум на емитување 11 декември 2015, продукција Радио Слободна Македонија. Имајте добар ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.